Дечињата во овој период најмногу се радуваат и на Дедо Мраз, и на фотографиите со Дедо Мраз, но и на пакетчињата новогодишни кои што ги очекуваат се до крајот на оваа година под новогодишната елка. Ние во продолжение зборуваме за една таква хумана мисија која што традиционално се случува на крајот на оваа година, организирана од хуманитарецот Али Февзи, кој што и оваа година обезбедува новогодишни пакетчиња за безброј дечиња. Марија на лице место зборува со него за оваа хумана мисија и за тоа како ќе се организира и реализира тоа оваа година, па да слушнеме положение. Марија? Добро утро, Ивана, повторно ве поздравувам вас во студиото токму од берберскиот салон Фризура во општина Аеродром, каде што не пречека Али Февзи и повторно спроведува една хумана мисија, односно подарува пакетчиња на оние дечиња кои што не можат да си дозволат. Велами добро утро за него. Али, ви благодарам што не пречекавте овде да зборуваме токму за уште една ваша хумана мисија, односно да кажеме збор 2. Добро утро, благодарам што дојдовте и чест ми е. Значи, веќе трета година доаѓаме веќе да донираме на дечиња, пакетчиња, радост за дечиња. Благодарен до хуманите луѓе, хуманите фирми. Веќе лани дониравме заедно со нив 1000 пакетчиња, веќе достигнавме до 600 комада. Денеска е утре и заутре ќе поделиме исто, се надевам дека ако не достигнеме како што беше мојот цел 1500 комада, ама барем до 1000 комада или дечиња, тоа тие 1000 срца да ги за да затоплиме. Се надевам дека апел до сите што не гледат, нека донесат едно пакетче, било какво да е, вредно, невредно, варно за нив е многу ценато тоа за едно детенце, кој ќе отвори едно чоколадче да извади нешто од пакетче, тоа е голем радост. Нека дојдат пред дуќан, нека го видат лично и тоа ќе осетат дека човечинството е некогаш не во едно мала подарок или било едно пакетче. Едно мало внимание. Значи, оние кои што можат, односно сакаат да донираат пакетче, можат слободно да дојдат тука или пак да се јават на некој телефонски број? Значи, може да се јават на 0733056, нека се јават, нека донираат или нека дојдат тие што немаат услови да се купат или на семејството, на детето и на внукот, нека дојде. Ја колку што можам работи дуќанот, фала Богу. Ќе собереме некој дуќан од пријателите и од муштерите, некојаш им ги замолувам. Благодарение вчера до директорот на Раде Концерт, господинот Горан, донираше и нешто, до господинот Баже, до господинот Кире, до господинот Роберт, и тие беа заедно со мене секој ден од 25 до 30 ни акцијата да поделиме. Баже за Источна Македонија помага, Роберт за Битола и за Прилеп исто таму поделува пакетчиња, им се заблагодарува се срце. Неќе да остават ни едно дете да не биде без пакетче. Мојот цел е секој дете да добие еден радост, затоа што дечињата се пред се за нашиот свет во животот. Како се прави онаа селекција? Кои дечиња ќе ги добијат овие пакетчиња? Ја не правам селекција на некој дечиња. Секој дете и да е богата фамилија, да не ќе тропне на врата, сака да види пакетче како делам и на него нема да го оставам без едно пакетче. Ако што е некој, може ќе види некој со убава кола, некој со детето, ама ќе види пакетче дека на нив им делам, на нив ќе им далам. Значи ја не ги делам децава. Без разлика дали не може да се дозволат или можат сепак не правите разлика помеѓу нив. Кажете ми, бидејќи со оваа хумана мисија чином започнавте пред 2 дена на 25 декември, веќе поделивте неколку пакетчиња, како реагираа децата? Значи треба сами да дојдат, лани бе вашата екипа, видоа самите дека тоа е големо одушевување. Од кола до дуќан не може да стигне, дошто дечињата ги навалија мене, значи може да дојдете да видите после 12, тука мислам дека фешта за пакетчиња, тоа е тоа што го правиме трета година веќе поред. Мислам дека треба не само ја, било кој да е, некоја фирма, некоја предпријатие и функционерите на државата да поделат, да дадат радост на луѓето, да ги израдуваме дечињата. Тоа ми е мој концепт, да не гледаме на вера, нација, да се обединеме, тоа што дуќанот ми е од 86 година, од покојниот татко ми остане. Помагаме тука, сме во општина Аеродром, не прифатиле како нивни и ние сме со нив заедно, тоа и поделуваме, заедно помагаме, без обзир на вера, нација, на луѓето. За крај, освен тоа што веќе ни напоминавте како реагираа самите дечиња, сакам да ве прашам дали може би кажа кои се нивните желби за во новата година, се разбира ќе ве прашам и која е вашата желба за во новата година. Значи, нивната желба е нивните семејства да бидат вработени, да имаат услови, да имаат добар живот, во 2024 да дочекаме мир во нашата држава, да имаме соживот,
да гледаме на добри патеки да бидеме, да не гледаме назад што случувало како било, да гледаме напред, затоа што дечињата тоа не го сакаат, не сакаат нов и побав живот. Ви благодарам многу за одвоеното време и се надевам дека оние кои што не гледаат, еве во овие денови, чинам ова хуманитарна мисија трае до 30-ти, ќе дојдат и ќе донираат колку што може. Се надевам дека ќе ме послушаат. Значи ја ги замолувам, не да ги терам со сила, ги замолувам нека дојдат не до пакетче, нека донесат, нека поделат на некоја детенце, без обзир да е на која, дали ромка, турчинка, македонка, било што да се подели, да се даде, тоа едно детенце да израдуваше големо богатство. Благодарам уште еднаш. И јас ќе ги замолам сите оние кои што не гледаат доколку се во можности најефтиното пакетче, верувам дека за многумина нема да направи промена, но ќе направи промена во животот на едно детенце кое што не може да си го дозволи тоа, па верувам дека ќе дојдете, ќе донирате едно пакетче или колку што може да се разбира и ќе израдуваме неколку детски лица. Браво! Секоја чест за Али Февзи, ти благодариме за вклучувањето, Марија.